Рено објави информации за обновената верзија на целосно новата генерација на легендарното Твинго и исто така потенцираше дека компактниот автомобил стана уште попривлечен и свеж, со нови можности за персонализација, со модерен инфокомуникацијски систем и 3 бензински верзии. Со погонски агрегат поставен позади, компактна должина и најдобрата можност за маневрирање во класата, новото Твинго е одлично решение за секојдневна градска мобилност. Во исто време, возачот и патниците можат да се потпрат на удобен интериер со стилски изглед и свежи бои, поврзување со околниот свет со помош на системот Renault Easy Connect, како и на голем број системи за зголемување на безбедноста, вклучувајќи системи за асистирање. Обновениот Твинго доаѓа со скоро целосно изменет дизајн на предниот дел, вклучувајќи нови светлосни блокови, нов заден браник, нови екстериерни бои, специјални пакети на боја за персонализација и друго, а во внатрешноста главен акцент е новата средна конзола со дополнителни прегради, 2 USB порти, нова касета за ракавици и многу повеќе. Во однос на погонот, Renault Twingo доаѓа во верзии SCE 75, TCE 95 и TCE 95 со роботизиран EDC менувач, а сите верзии стандардно се опремени со систем за заштеда на гориво стопен старт. Рено ги објави првите детали за целосно новата генерација на Clio, откривајќи како изгледа внатрешноста на моделот. По повеќе од 15 милиони реализирани единици во целиот свет и водичката позиција по продажба за брендот, новото Renault Clio ќе биде представено за прв пат пред пошироката јавност за време на меѓународниот саем во Женева на 5 март. Во однос на внатрешноста на новата генерација на Clio, од Renault велат дека главниот акцент и крајна цел на тимот бил создавање на целосно нов, исклучително квалитетен и ергономски интериер исполнет со високо квалитетни материјали, меки површини кај панелите на вратите и централна конзола. Откако Renault ги прошири првите официјални фотографии и информации за интериерот на целосно новата генерација на Clio, ден подоцна откри детали за надворешноста на новата генерација на моделот. Надворешноста на новото Renault Clio се одликува со модерен и стилски дизајн, а во исто време екипата на брендот успеала да постигне импресивен баланс помеѓу динамиката и елеганцијата. Предната решетка на автомобилот е поголема, што дава уште поголемо изразување на целиот дизајн. Иако со 14 мм моделот е пократок и со 3 см понизок од компанијата тврдат дека новата генерација е со простран интериер. Во исто време, товарниот капацитет на багажниот простор е зголемен до 391 литар, а во кабината има дополнителни прегради за помали предмети. Независно од стандардните нивоа на опрема, новото Renault Clio ќе се нуди и во две сосема нови специјални верзии, Clio RS Line, кој постепено ќе ја замени познатата линија GT и луксузниот Clio Initial Paris. Новиот Clio ќе биде достапен со избор од 11 главни надворешни бои, како и 3 дополнителни стилски пакети. Со представувањето на новата генерација на моделот 911, Porsche го прикажа и новоразвиениот систем кој се грижи за подобрено искуство во управувањето со автомобилот и кога условите на патот се далеку од идеални. Иновативниот систем кој му помага на возачот
вклучува функција за откривање на влажни услови на патот и соодветно поставување на возилото за зголемена стабилност при возење на влажни коловозни површини. Новината, наречена Wet Mod, е систем развиен за да му обезбеди на возачот доследна поддршка во влажни услови. Истата не ја ограничува максималната моќност на моторот, ниту пак ја ограничува максималната брзина, па затоа не треба да се користи како оправдување за пребрзо возење во многу влажни услови. Наместо тоа, на него треба да се гледа како на систем за помош во вистинска смисла. Тука, како по правило, се наметнува прашањето како функционира Porsche системот за возење во влажни услови Wet Mod. Објаснувањето доаѓа директно од лицата кои стојат позади проектот и вели дека Porsche Wet Mod автоматски може да открие влажен пат и да го предупреди возачот за ризикот од аквапланинг. За оваа намена акустичните сензори сместени во куќиштата од предните подкрила го регистрираат прскањето на водата од тркалата. Тоа го прави овој систем на сензори фундаментално различен од системот на сензорите за дожд на ветробранот, кои само оптички реагираат на капките на водата на ветробранското стакло, независно од условите на патот. Со други зборови, акустичните сензори ја регистрираат и стоичката вода на патот дури и кога ќе помине дождливиот бран. Во моментот кога системот ќе открие влажна површина на патот, прв за новонастанатата ситуација се подготвува системот за управување со стабилност, Porsche Stability Management, а веднаш потоа и системот за управување со тракцијата, Porsche Traction Management. Двата системи потоа интервенираат порано и повеќе сензитивно отколку во нормални услови на патот. Дополнително, на екранот се прикажува предупредување на десната страна од бројачот на вртежи. Ова го информира возачот за откриената влажност и му препорачува рачно да се префрли во модот за возење во влажен режим. Соодветната функција може да се активира во новата лента со копчиње над централната конзола или преку кружниот прекинувач поставен на управувачот, во зависност од тоа дали возилото е опремено со опционалниот спорт хроно пакет. Доколку е активен режимот за влажно возење, Porsche Stability Management, Porsche Traction Management, адаптивната аеродинамика и опционалниот Porsche Torque Vectoring се подготвени и прилагодени на автомобилот да му овозможат и да му гарантираат максимална стабилност во возењето при вакви услови. Тоа значи дека при брзина од 90 км на час, задниот спойлер е во максимално издигната положба, каналите за внесување на ладен воздух во предниот браник се целосно отворени, реакцијата на педалот за газ е посуптилна, а исклучувањето на менеджментот за стабилност е онеспособена, како и вклучувањето на спортскиот мод, кој додека е во употреба, режимот за возење по влажна подлога не може да се активира. Распределбата на вртежниот момент на моторот се одвива адекватно на моменталните потреби, а стратегијата за промена на степеника и новиот PDK менувач со 8 брзини автоматски се прилагодува на моментот. Доколку се управува со моделот 911 Carrera 4S со погон на сите тркала, повеќе моќ се пренесува на предната оска отколку во нормалниот режим, со цел да се засили стабилизирачкиот ефект. Ефектот на овој начин на работа за возачот е јасно забележлив. Во овој случај, Porsche 911 нуди посигурно ракување, додека прецизно подесените интервенции се особено ефикасни во случај на ненадени промени во правецот, спонтани промени на површините на патот со различен сооднос на триење на тркалата и подлогата. Електронскиот копилот не само што нуди предности при управување на мокра подлога, туку истиот може да се активира рачно во услови на возење по патишта покриени со снег, се со цел да се зголеми стабилноста, управливоста и искуството во возењето. Од компанијата истакнуваат дека системот за возење во влажни услови Wet Mod е дел од стандардната опрема во сите изведби од последната генерација на моделот 911.
Ford Ranger без да се пожали повлаче конвој од камп приколки тежок 20 тони и 100 метри долг во близина на Милбрук во Велика Британија. Возилото кое е на клипот е напојувано од 2-литарскиот EcoBlue B-Turbo дизел мотор со 210 конски сили, управуван од неодамна представениот 10-степен автоматски менувач. Ford Ranger ќе започне со продажба во Европа во втората половина на 2019 година. За сега цените за возилото не се познати, но се очекува да бидат соопштени непосредно пред почетокот на продажбата. Hyundai Motor Group објави дека компанијата го има развиено првиот во светот систем со повеќе кратно воздушно перниче, кое нуди сериозно покачување во нивото на заштита при секундарни удари. Според студија на автомобилскиот гигант, секундарните удари како во дрвја, столбови или други возила се пројавуваат во 3 на секој 10 несреќи. Од Hyundai Motor Group коментираат дека актуелните воздушни перничиња нудат адекватна заштита само по појавата на првиот удар, додека ново развиениот повеќе кратен систем и овозможува на перницата да се надува ефикасно и во текот на секундарните удари, ако се зема предвид моменталната состојба на возилото и патниците во него. Новата технологија на Hyundai Motor Group, за која од компанијата вела дека ќе најде место и во сериските автомобили, е во состојба да регистрира позицијата на возачот и патниците по појавата на првиот удар и да реагира побрзо, подобрувајќи ја нивната безбедност. Фина доработка на дизајнот и технологиите за корејскиот SUV. Бестселерот на корејската компанија Hyundai беше обновен ова лето. Кај нас пристигна веднаш по представувањето, а сега имавме прилика и да се запознаеме одблизу со него. Неколку дена се дружевме со адутот во продажбата, кој е еден од најпродаваните SUV модели кај нас, а сега доаѓа со нови предни и задни светлосни групи, обновена внатрешност и мноштво нови технолошки додатоци. И после 3 години од своето постоење, продажбата на Tucson се одвива одлично. Од есента 2015 година, кога ја започна својата кариера како наследник на исто така успешниот iX35, не престанува да ги освојува срцето на клиентите и да поставува стандарди во својата класа. Изгледот е атрактивен, изработката е квалитетна, има одлични перформанси, а во склоп на тоа има и богата опрема која се продава по одлична цена. Со овие карактеристики, Tucson и тоа како ужива во епитетот одличен семеен SUV модел. Но времето поминува, половина од животниот циклус на овој автомобил помина, па по одличните резултати дојде време за стандардното разубавување. При првиот впечаток не може да се приметат радикални промени, што и се очекуваше поради добриот изглед досега, но еволуцијата е во смер на затегнување на дизајнот. Па така, во предниот дел на моделот може да се забележат поострите линии, зголемената маска, новите LED светла. Позади, линиите се исто така завлечени, со што се добива острина, а светлосните LED групи го дополнуваат тоа. Новина има и кај боите на каросеријата, како и кај тркалата кои се експресивни и веднаш доаѓаат до израз. Внатрешноста не успеала да побегне од обновувањето,
скоро па и цела да е променета. Наместо стариот дизајн, каде екранот од мултимедијалниот систем е вметнат, сега е издвоен и високо поставен, а исто така ги има и сите системи за модерно поврзување. Отворите за вентилација се спуштени под екранот, а со тоа целиот дизајн на централната конзола почнува да наликува на сите новитети представени од компанијата. Изборот на материјали е извонреден, а завршната обработка на далеку повисоко ниво од она што сме навикнале. Нема сомневање дека со овие промени е чекор повисоко на ергономски план, зрачи со квалитет, а забелешка најдовме само на инструменталната табла, која малку како да остана поедноставна во однос на севкупниот израз. Делот за седење на предните седишта е нешто подолг, а како опција истите може да бидат електрично регулирани. Истите имаат опција и да се загреваат, а може да бидат и вентилирани. Ваква опција е можна и за задните седишта, што секако придонесува за поголема удобност на патниците. Платформата на која е изграден Тусон му овозможува на кросоверот многу поголема пространност во интериерот. Паметно осмислената и испакувана внатрешност само го потврдува фактот на одлично направениот баланс меѓу внатрешните и надворешните димензии. Оптимален простор кој е предвиден за патниците и удобна и светла кабина, па комфорот во целост навистина е на многу високо рамниште. Веќе со почетното ниво на опременост, новиот Hyundai Tucson донесува богат список на сериска опрема. Ако зборуваме за сигурноста, вклучува 4 воздушни перници плюс странични завеси, ESP Hill Holder и состав за помош при возење по надолнини. Дополнително во тесниот модел имавме можност да уживаме во кожен пакет, паркинг сензори напред и назад, камера за возење наназад, внатрешни ретровизори со компас, дополнително затемнети стакла и 17-инчни тркала. Новиот Tucson може да се пофали со одлична агрегатска понуда. Во моделот што го управувавме под капакот беше сместен 1,6 литарски бензински агрегат со 132 конски сили, кој беше во комбинација со 6-степениот мануелен менувач. Перформансите беа пристојни, а потрошувачката за мерак. Оние 132 коњи испорачуваат 161 Нм вртежен момент, а мора да се признае дека погонот на две тркала е сосема доволен, бидејќи автомобилот во најголем дел од времето се вози низ градскиот метеж. Емисијата на штетни гасови со употреба на катализатори и филтер за чистички е комплетно намалена, а сите мотори ги исполнуваат строгите Евро 6 норми. Со сите оптоварување нам на тест возилото ни покаже дека потроши околу 8,2 литри, што е навистина извонреден резултат за вакво возило. Во понудата на Korea Auto Trade се наоѓаат уште два типа на дизелски агрегати. Едниот од нив е 1,6 литарскиот со 116 конски сили, а за оние поагресивните тука е 2-литарскиот со 185 конски сили. Кај посилниот вреди да се напомене моктор 400 Нм и можноста за комбинација со подобрената DCT 7-степена трансмисија. На крајот треба да ја апострофираме одличната управливост на вака спакуваниот Tucson. Hyundai мотор има се поголеми амбиции кон европските пазари. Резултатите и бројките од нив велат дека во мода се кросовери, па поради ова на истите се нудат голем број на конкуренти. Tucson е сериозен играч на овие простори. Автомобилот е мощно прецизен и директен, додека подпирањето и амортизерите нудат добар комфор, се грижат и за мирно возење без карактеристичните лулања за овој вид возила. Цената на основниот модел кај нас изнесува 18.990 евра. Сето она што го наведовме е дел од опремата Executive, која во комбинација со бензински агрегат, мануелен менувач и погон на две тркала изнесува 22.900 евра. Со големо доцнење, но целосно оправдано, специјалистите во доработки на италијанските супер автомобили Novitec ја демонстрираа својата идеја за Ferrari 812 Superfast.
Традиционално, Новитек сериозно ја нагласува надворешноста на секој проект, а Ферари 812 Superfast не е исклучок. Автомобилот веќе има импресивен јаглероден пакет, кој не само што ја подобрува аеродинамиката, туку исто така изгледа моќно. За да го заокружи надворешниот изглед, компанијата обезбеди и 22-инчни тркала. Промените на Ферари 812 Superfast продолжуваат и во останатите делови. Подобрено е подпирањето на автомобилот, а предниот дел само со едно притиснување на копче ја менува висината. Враќањето во почетната положба се врши рачно или автоматски кога достигнува брзина од 80 км на час. Во врска со срцето на Ферари 812 Superfast, но истакна дека се уште работат на својата оптимизација и дека ќе понудат комплетно нов супер спорт издувен систем со адаптивен звук. Абарт оваа година ја прославува 70 годишнината од своето постоење, па со цел да го одбележи овој јубилеј, италијанскиот производител создаде специјална едиција на моделите 595, 124 Spider и 124 GT. Овие модели од Абарт ги покажаа на отворањето на релито Монте Карло. Целата гама на моделот 595, вклучувајќи ги основниот модел Туризмо, Компетиционе и Писта, ќе биде обележена со беч кој го истагнува постоењето од 70 години. Компетиционе и Писта моделите исто така ќе добијат и подобрување на опремата, односно во нив ќе биде сместен новиот 7-инчен дисплеј со новиот оперативен систем Абарт Telemetry, а како дополнување ќе го имаат и рекорд Монца издувот и суспензијата на кони. Секој модел на 124 гамата Spider или GT исто така ќе добие значка со обележје за 70 години постоење, а ќе ги имаат и подобрувањата како кај 595, односно во нив ќе биде вграден рекорд Монца издувниот систем. Дополнително на тоа, овие модели ќе добијат можноста на избор помеѓу две нови бои, именувани Турини 1975 White и Costa Brava 172 Red, со кој компанијата сака да го прослави успехот кој го имаа во трките во минатото. Абарт 124 GT за овој јубилеј добива и цврст карбонски покрив, 17-инчни OZ Ultra Light алуминиумски тркала, темни метални капаци на ретровизорите, како и предна решетка во истата боја. Мат црн капак на моторот, карбонски обвивки на ретровизорите и карбонски сплитер се достапни како дополнителна опција. Како за крај, при изборот на некој од овие модели, добро е да се знае дека компанијата нуди и попусти за нив, почнувајќи од 20% за аксесуарите кај моделот 595 и 30% попуст за новите сопственици на 124 гамата. Цените и нивните спецификации се уште не се објавени, но доколку сакате некој од овие лепотани да биде ваш, веруваме дека ќе треба да бркнете подлабоко во својот џеб. Со оглед на тоа што Ford и Volkswagen напоредно се надпреваруваат на повеќе пазари ширум светот, новото партнерство меѓу две од најголемите автомобилски компании во светот може да изгледа како изненадување. Но сепак, доколку се погледне подлабоко, договорот помеѓу овие два автомобилски гиганти создава совршена деловна слика. И покрај нивната индивидуалност, и двата производители имаат по нешто што им недостасува, а другиот го поседува.
подобрува. Volkswagen има потреба од Фордовата експертиза во областа на комерцијалните возила, како што е моделот Транзит и пикап возилата со средни габарити. Овој податок е од особено значење ако се земе во предвид пазарот во САД, кој е фокусиран кон SUV и пикап возила и е еден од ретките пазари каде што Volkswagen не се бори за врвот. Предводени од моделите Tiguan и Atlas, Volkswagen направи големи чекори со својата северноамериканска SUV линија во последниве 2 години. Продажбата во овој сегмент се зголеми за 112% за период од 1 година, но германската компанија нема свој представник во пикап сегментот. Европскиот модел Amarok е едноставно премногу мал за да ги задоволи потребите на американските купувачи. Што значи дури и ако Volkswagen направи пикап кој ќе се базира на платформата позајмена од Ford, ќе влезе во игра на пазарот во САД, што само по себе ќе биде многу успешен потек за марката. За возврат, Ford сака да искористи можноста за развивање и производство на електрични автомобили, за која е предвидена платформата на Volkswagen групацијата. Новоразвиената архитектура наскоро треба да се воведе низ повеќето марки во групацијата на Volkswagen. Истата е дизајнирана да биде приспособлива и да се конфигурира за широк спектар на модели кои ќе се надпреваруваат во различни сегменти на пазарот. Со потенцијално базирање на идните електрични автомобили на оваа платформа, Ford може да заштеди огромни финансиски средства кои самостојно би требало да ги потроши за развој. Доколку се гледа финансиската страна на договорот, веднаш е воочливо дека Volkswagen заштедува средства кои би требал да ги употреби за развој на потенцијални комерцијални возила, а и двете фирми ќе може да ги усмерат средствата за развивањето на новите и напредни технологии, како што се автономното управување и поврзувањето. Затоа се смета дека овој договор во голема мера би можеле да им донесе голем бенефит и на двете компании. Договорот помеѓу Ford и Volkswagen ги одразува промените што ги носи електрификацијата, поврзаноста и автономијата на индустријата. Автомобилските марки кои во минатото самостојно развиваа возила во поново време се принудени да соработуваат со конкурентски компании кои претходно се стекнале со знаење од одредена технологија, затоа што првите или немале ресурси или пак воопшто не се обидувале да работат во одредената област. Постојат многу случаи на автомобилски марки што заедно работеле во минатото, како најсвежи примери се колаборациите помеѓу Mazda и Fiat за креирање на моделите Miata i124 или BMW и Toyota кај моделите ZE4 и Supra, кои се создадени напоредно, драматично намалувајќи ги трошоците за развој на возила и нивното производство. Сепак, на крајот од денот треба да остане кристално јасно дека Ford и Volkswagen и понатаму ќе останат ривали, но заедничкото работење во неколку клучни области може да осигура дека на двете автокомпании ќе им донесе солидна финансиска придобивка. Овој месец се одбележуваат 60 години од лансирањето на производството на еден од најпознатите иконски и популарни меѓу корисниците модели во целата историја на Шкода, моделот Октавија. Првите представници на Шкода Октавија се двоврати верзии опремени со 1,1 литарски 4-цилиндерски мотор со максимална моќност од 40 конски сили и во комбинација со 4-степен менувач како и заден погон. Највисоката брзина на Пионерот е 110 км на час, а просечната потрошувачка на гориво е 7,7 литри на 100 км. Во март 1960 година, за време на салонот во Женева, Шкода ја представува спортската Октавија Touring Sport TS со максималната моќност од 50 конски сили. Истиот е евидентиран како исклучително успешен со своето деби на релито Монте Карло и го држи највисокото место во својата класа следните 3 години. Во годините од 1959 до 1971 година Шкода произведе 360.000 единици на Октавија,
вклучувајќи повеќе од 54.000 варијанти на караван изведбата. На 4 април 1996 година, по купувањето на Шкода од страна на VW Group, започна современата историја на Октавија. Од незината прва генерација до ноември 2010 година се произведени повеќе од 1.440.000 единици. Втората генерација на моделот генерира 2,5 милиони продадени единици, а актуелната трета е на ниво од над 2,5 милиони.